Ние сме одредиле, еве, може да влезат до 20 пациенти. 61-годишниот Добре Стоименов во 2003 година бил диагностициран со хронична миелоична леукемија. Од тогаш почнал да прима терапија, но по одреден период организмот на Добре повеќе не реагирал на терапијата. Сега, тој е еден од 25 пациенти со леукемија во Македонија на кои не им помага терапијата која добиваат на државната клиника. Доколку не добие друга, животот на Добре е во огромен ризик. Но во Македонија второлиниска терапија за пациентите кои не одговараат на прволиниската нема. Сега кај мене само сигнато помага. Друго нема ништо. Нема ништо друго. Како е животот на пациентите со вашата болест во Македонија? Многу лошо. Многу лошо. Во е крајно више. Нема живот. Ако не се највачари, нема. Тешко е. Слична судбина како Добре имал и таткото на Бојана Караџова Данилова, која пред камерата на Нова ја раскажа незината сторија од аспект на ќерка на пациент кој починал како резултат на тоа што немал достапност до лекови. Таткото на Бојана борбата со леукемијата ја загубил лани на 61 годишна возраст. Кога го знаеш фактот дека секаде околу тебе примаат современа терапија и нормално живеат, а го гледаш твојот родител како умира едноставно. Па да не зборам за психичките трауми и последици што си ги имаше човекот, да не зборам. Значи, не можеш да се помириш со фактот. Знаеш, некако ќе се помириш со тоа дека еве безнадежно е веќе, нема лек, меѓутоа кога има лек, за 25 пациенти мислам навистина треба државата да обезбеди терапија, значи ништо друго не бараме. Да примеша терапија, можеби сега уште ќе беше жив, вели Бојана и додава дека во Македонија лекарите се одлични диагностичари и третманот на пациентите извонреден, но тоа е бесцелно кога немаат со што да ги лекуваат пациентите. Имаме ние потреба за лечење на пациенти во странство. Ние имаме едноставно само потреба да добиеме терапија. Значи, мојот родител да примаше терапија 1 година пред да почине, татко ми можеби се уште ќе беше жив. Значи, ниедно семејство нема приходи 4000 евра да обезбеди терапија месечно. Значи, 4000 евра е месечна терапија и предпоставувам дека државата би имала средства за 25 пациенти во државава да обезбеди. Се стварно е скапа терапијата, ние не велиме дека не е скапа, меѓутоа сите држави обезбедуваат терапија. Присетувајќи се на тој период, Бојана вели дека се изгубила низ здравствените лавиринти. Ние се содруваме со друг проблем. Значи, пациент заболен од леукемија не треба да се дозволи сам да трча по ходниците на Министерство за здравство, Фонд за здравство, Агенција за лекови. Татко ми мој беше легнат во кревет. Сето тоа јас го правев. Меѓутоа е бесцелно, затоа што едните ќе ти речат иди во таа институција, другите ќе ти речат оди во другата институција. Да, Министерството знае дека ние имаме вакви пациенти и сето тоа се сведува на тоа. Откако починал татко и Бојана ја дала неговата терапија на Добре за да тој преживее, но откако ја завршил, сега Добре прима терапија од пред 20 години. Не е ни на прволиниска, значи на терапија што ја примале пациентите пред 20 години. Значи, таа терапија ја даваат на хематологија кога немаат што да им дадат. Со оглед на тоа што во државава нема второлиниска терапија, овие пациенти принудени се спасот за својот живот да го бараат сами на своја рака. Најчесто велат се снаоѓаат преку донации од странство. Ние со председателот Пепо успеавме од една соседна држава да добиеме донација за терапија која чини 4000 евра. Пазете, некој од надвор да ти даде донација од 4000 евра, а сопствената држава да не сака да третира 25 пациенти се во прашање во цела Македонија, меѓу кои пациентот Добре во моментов. И затоа ние бараме нашите пациенти, 25, можеби се и повеќе сега, да имаат третман како и сите други ретки болести, бидејќи и ова
влегува ова додатна генетска мутација што имаат пациентите, влегува во ретки болести. Според статистиките во Македонија, годишно се регистрираат околу 15 на новодиагностицирани пациенти со леукемија. Во моментов вкупно 100 лица се лекуваат од ова заболување, но 30% од нив не одговараат на терапијата. Иако според светските стандарди овие пациенти спаѓаат во категоријата на лица со ретка болест, сепак според македонските стандарди тие не влегуваат во регистарот. Ние спаѓаме по сите критериуми, ние спаѓаме во ретки болести, затоа што според дефиницијата на Евродиск, ретките болести се дефинираат со еден заболен на 2000 жители. Значи, математички све што е испод 1000 заболени во Република Македонија би требало да се третира како ретка болест. Меѓутоа, знаете и самите, ретките болести кои почнаа да се третираат во Македонија од 2015-2016 година малце посериозно, по последниот критериум и по последните документи, односно според програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија донесена 2016 година, таму се лимитира бројот на 20 заболени од една болест. Така да, иако по светски нормативи спаѓаме во ретки болести, ние покушававме нешто да обезбедиме лекови и преку фондот на ретките болести, не ни успеа. Она што е застрашувачки е што животот на овие пациенти виси на конец и ако не ја добијат потребната терапија, последиците можат да бидат фатални, објаснува председателот на Сдруженијето на пациенти. Факт е дека 30% од заболените не одговарат. Ние моментално имаме хитна потреба за лекот, да кажеме, за 20 на луѓе. Тие 20 луѓе се во ризик, дали годинава, дали до година, ако не добијат соодветна терапија, крајот ќе биде неминовно трагичен. Значи, имаме ново заболени, секоја година 10 до 15 еве нека бидат, и од тие 10 до 15 2-3 нема да одговорат на таа терапија, автоматски се во потенцијална опасност и они да завршат трагично како пациенти. Во моментов од овие 25 пациенти неколку се веќе во критична состојба, а 2 лани починале. Од Сдруженијето бараат подобра и поголема комуникација со надлежните институции. Се надеваат дека нивниот глас ќе биде чуен и дека државата нема да остане глува на нивното барање. Зар животите на другите заболени во Европа се повредни од нашите тука? Ние можеме и мораме да им ја дадеме таа шанса и на нашите пациенти, вели председателот на Сдруженијето Пепо Леви. Нема никој во Република Македонија, дали лекари, чак што више и хематолошко здружение на лекари на Република Македонија има упатено писмо до Министерство за здравство, каде што се бара да лекот се стави на позитивна листа. Клиниката, пациентите, лекарите, значи нема кој не го бара да се стави на позитивна листа, но нажалост не е ставен се уште. Ја не знам што треба да се направи и сега има писмо од клиниката упатено во мај месец, каде 5 души беа во критична фаза, од кои 2 веќе умреа затоа што не го добија соодветниот лек, затоа што не беа ставени на соодветна терапија. Лидија Пецова е македонка која долго време работела во CML во Австралија. Тоа е светска мрежа на невладини организации за поддршка на пациентите со леукемија. Сега таа е вратена во Македонија со цел да им помогне на македонските здруженија и да ги пренесе своите искуства оттаму. На прашањето каков е квалитетот на животот на пациентите во европските и светски земји, таа одговара дека ним достапна им е не само второлиниска, туку веќе и третолиниска терапија, па така тие таму живеат и функционираат нормално, а оваа болест се смета за излечива. Sadly, all of the other countries, most of them in Europe do have second line and even third line, which means patients get to live practically a normal life if treated properly and on time with the correct medication. So it's unfortunate that, it's actually sad and it's, disgraceful in a way. Why? Because you are Macedonian, you don't get to live. Why somebody in Germany or France gets to live? Според Пецова, државата мора да направи регистар и национална стратегија за контрола на ракот. The government needs to set a strategy and a registration plan. I believe if they have a proper registration system,
on cancer, on CML, not just for these 20 rare diseases that they have capped here in Macedonia. They need a proper cancer control plan, a proper strategy, a registration system. How can they say they don't have any funds for new line therapies when they don't know who's sick of what? So if there is a proper registration and they can maintain that properly, they do have the funds. It can be rearranged. You can't keep saying we don't have money when you don't know who is sick of what. So they don't know how to use their money properly. So if there is, I believe they need to implement this. They need to reform the whole way they register all of the diseases in Macedonia. I don't understand why that is something. We have such educational people here with such high intelligence. Why can't somebody implement this strategic plan of a cancer control plan? Нашите соговорници со апел до надлежните здравствени власти. Едно барање имаме ние постојано, едно и единствено, второлинијска терапија за пациентите кои не реагираат на прволинијска. Тоа е, ние не бараме ништо друго, само бараме терапија соодветна како сите луѓе во светот, па да не кажам и околниве држави, сите ја имаат добиено таа терапија. Мислам дека само на Косово не примаат да сигна второлинијска, дури Албанија, Србија, секаде. Некои држави имаат и третолинијска терапија. Малце повеќе разбирање и комуникација со здруженијата, значи Министерство за здравство и Фондот за здравство мораат на некој начин да ги сослушат и да разговараат, да имаат соговорник во здруженијата, затоа што здруженијата најдобро ги знаат каква е состојбата со пациентите. Ние имаме прекрасни лекари, значи Карамфилски, Стојановиќ, Костова. Ние имаме стварно добри лекари и несхватливо е како сме дојдени во оваа ситуација да немаме лекови за преживување, што живот значат. They have a responsibility to the people of Macedonia to be able to provide them with a quality life. It's a human right, it's a patient's right to be able to live. And we're not talking about thousands and thousands of people. We're talking about 25, 30 people who are not responding to this first line treatment. Why can't they have access to second line treatment? And why is it only access to generic drugs? За пациентот Добре Стојменов секој нов ден е борба за живот, но и надеж дека неговите молби, како и молбите на останатите 20 на пациенти во земјава, ќе бидат чуени од страна на надлежните и дека државата ќе се обиде да им обезбеди второлинијска терапија, која за нив ќе значи втора шанса за живот.